Со мене професорот Димитар Јовевски и Мијалче Санта, тие се универзитетски професори на Економскиот факултет во Скопје, а катедрата Е-бизнис прославува 20 години постоење. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Многу бав повод за да се видиме, еве малку и од оваа страна. Ќе започнеме, Димитар, со вас. 20 години професоре постоење. Ако се навратиме пред 20 години, кога веќе дигиталната ера започнуваше, ако добро се сеќавам, пред 20 години не постоеше ни Инстаграм, ни Фејсбук, ни Твитер постоеше, беше првата, така? Добро. Овие други не постоја и YouTube не постоеше пред 20 години. Како се види потребата за една таква катедра на Економскиот факултет во Скопје? Благодарам за поканата. Да, точно оваа година се заокружува 20 години од основањето на департманот. Економски факултет го преславува тој јубилеј. Генерално пред 20 години кога се формираше департманот, се формираше преку еден меѓународен проект кој што Економскиот факултет го работеше во тој период и од тој проект произлезе формирањето на овој департман со одредена визија за потребите кои што би ги имало економијата, пазарот на труд и така натаму. И еве денеска после 20 години ги гледаме резултатите. Зборуваме за едно друго време. Апсолутно, да. Апсолутно. Да. Добро, тогаш кога почувавте потребата за таква една катедра, јас се сеќавам, бев на правниот факултет, и за таква една катедра да се формира на државен факултет, значи беше навистина чудно. Како беше одзивот тогаш, каков е одзивот сега? Во континуитет има голем интерес за департманот. На зголемување сака да. Да, во континуитет вакво и низ годините секогаш во еден од првите избори на средношколците доколку решат да студираат во правец економија и како и тогаш низ годините имаме огромна бројка на студенти или кои што се запишеле, а денеска веќе се алумни дипломирали, работат во бизнес светот. Професор Мијалче, главно се формира секторот за да овозможи синергија помеѓу дигитализацијава или IT секторот, не само IT секторот, туку и бизнисот кај нас. Сега, познавајќи го нашето општество, од почетоците, и од тогаш прифаќањето до потребата сега од вакви студенти кои што излегуваат од вашиот департмент, што ќе кажете, колкава е разликата? Сами ли ги бараат сега тие студенти? Да, благодарам на поканата. Потребата за студентите од електронски бизнис департманот секогаш била голема, затоа што дигитализацијата подразбира синергија или целосна интеракција помеѓу бизнис делот и IT секторот. И како резултат на тоа е потребно да се најде луѓе кои што ќе бидат линк помеѓу нив и ќе ги имаат тие способности. Во почетокот, да речеме, како што кажавте, не постоеше Facebook и некои си други, да речеме, cloud-based или други форми понапредни на дигитализација, но и тогаш студент, кога се инсталира системи по предпријатијата, имаше потреба од ваков кадар. Како еволуираа технологиите, како еволуираа потребите на бизнисот, така еволуираше и курикулумот кој што го нудевме ние на овој департмент. Сега да кажете, модификации си постоја годиниве. Да, модификации континуирано за да може да департманот, курикулумот одговори на потребите кои што и бизнисот, економскиот дел, и бизнисот, IT делот, имаат барање и како резултат на тоа кадарот кој што цело време се продуцира на Е-бизнис департманот во основа континуирано е на да речеме напред на технологиите кои што се развиваат и бизнис потребите што се појавуваат и секогаш фирмите имаат потреба од таков кадар кој што ќе им помогне побрзо да се дигитализираат. За таа цел, да речеме, и уште еден чекор понапред кој што се прави, тоа е дека многу на самиот департман се работи на проекти. Имаме побарување од фирмите да за нив студентите изработат, да речеме, одредено истражување, да решат одреден проблем. Сакате да кажете дека имате соработка со реалниот сектор? Да. Тоа да. Имаме силна соработка со реалниот сектор и реалниот сектор во основа е како и на целиот економски факултет, соработката со реалниот сектор е на партнерско ниво, затоа што ние се трудиме да ги слушнеме нивните потреби, тие се спремни да ни помогнат за да може ние да креираме кадар кој што на нив ќе им ја зголеми конкурентноста. И како резултат на тоа сега имаме 20 години алумни, 20 години постоење. Самите алумни ја препознаваат потребата од
нашиот кадар и тие всушност го прават она кој што било возможено за нив додека студирале. И сега имаме еден убав И за тие ќе прашав. И за тие ќе прашав од првите дипломирани што велат сега, еве, што велат тие сега за познавајќи го, веќе работејќи во секторот, познавајќи ги сега, потребите, познавајќи ги од друга страна едукацијата од факултетот, што велат тие? Потребна е дополнителна модификација или сега веќе рамо до рамо одите? Како потребите, како се зголемуваат, така расти модификацијата во програмата? Апсолутно, како што каже мојот колега, во континуитет ние не запираме, постојано работиме на иновирање на програмите, работиме блиску со бизнис заедницата, по тоа сме препознаени, по соработката со бизнис заедницата и вклучување на бизнис заедницата во процесот на едукација. И сега, како што поминува времето, тие луѓе кои што сме ги едуцирале пред 13, 15, 17 години се на позиции каде што активно се вклучуваат во тој процес кој што во континент ние го тераме и само додаваат уште поголем допринес за креирање на компетитивни, конкурентни кадри за нивната потреба бидат они во реалниот свет уште покомпетентни. Добро ве разбрав, сега тие си бараат кадри од катедрата? Апсолутно. Така, тоа. Апсолутно, можем неискрено се пофалиме дека генерално веќе од трета година, четврта веќе студентите веќе се на пракса, односно со потенцијално вработување во една компанија. Нема ништо подобро за студент. Чинам дека најважната работа за студентот и тука се зголемува и жилбата воопшто и за потоа и за продуцирање на знаењето и дека ако знае дека негде може да се вработи веднаш, мислам дека нема ништо подобро. Како ќе го преславите овие 20 години? Како ги прославувате? Секојаш убаво, церемонијално и весело. Идејата е да на прославата поканиме представници од бизнис секторот кои што биле со нас изминативе 20 години и соработувале со нас во тој процес. Исто на самиот настан ќе поканиме и кога ќе биде настанот? Утре, четврток, 18 мај, со почеток во 17 часот во аулата на економскиот факултет во Скопје и еве да искористам оваа отворена покана за сите алумни и бизнис студенти да ни се придружат на настанот. Ние веќе иницииравме и промовиравме и луѓето се регистрираа. Колегата Димитар ќе каже и за алумнито што го мрежата што ја промовираме. Сите се добродојдени да дојдат и на тој начин наши дипломирани студенти од e-бизнис ќе одржиме еден панел за да може да кажат како департманот им помогнал на нив, која е нивната визија за дигитализацијата на Македонија во следните 20 години и на крај да завршуваме убаво со музика пак од e-бизнис студенти кои што се и во друг сектор активни. Се разбира. Нормално може да ја надополните? Да, на утрешниот ден ќе промовираме уште една активност, одреден проект, односно стартуваме со алумни платформа за сите алумни, не само на e-бизнис, e-бизнис е старт, меѓутоа и за целиот економски факултет, така да тоа е уште една новина која што ќе понудиме на нашите студенти, сите активни и дипломирани на економскиот факултет, така да ќе можат да направат профил, да ги имаме во нашата мрежа за уште понатамошна соработка во иднина и нивно ангажирање назад во едукативниот процес. Добро, па ќе зборуваме во следните 20 години како ние како општество сме се дигитализирале. Да почнеме од некаде. Добро, секои почетоци се тешки, ве гледам сега дека со леснотија раскажувате до каде сте стигнале во овие 20 години, тоа навистина е за почет. Да, особено кога станува збор за еден од државните факултети. Да, навистина ми е драго. Благодарам што бевте гости денеска. Задоволството е наше. Да, убава, пријатна работа. Благодарам. Се разбира и ги поканивме сите студенти утре во 17 часот беше. Во аулата на економскиот факултет ги очекуваме сите. Да, благодарим. Благодарим и на вас.